Елиезер. За патот. За вистината. За живот. Најважната врска што ја имаме во животот е врската со самите себе. Многу луѓе не се сакаат онакви какви што се. Се фокусираат на своите грешки, падовите, слабостите, ги преживуваат. Посекуваат да се поинакви, со поинаков изглед, било да се повисоки, со поинаква коса, со поинакви карактерни особини. Наместо да се прифатат себе си како уникатно дело направено според Господовата слика, тие се критични кон себе. Се чудат зошто не се среќни, а една од причините е затоа што не се сакаат себе си. Драг слушателу, се сакаш ли себе си? We're not wandering in the dark. We're not wandering in the dark. We're not wandering in the dark. We're standing in the light of His love. We're not wandering in the dark. We're not wandering in the dark. We're not wandering in the dark. We're standing in the light of His love. We're not wandering in the dark. We're not wandering in the dark. We're not wandering in the dark. We're standing in the light of His love, in the light of His glory, in the light of His power, in the light of His might. We're not wandering in the dark. We're not wandering in the dark. Ако не се согласуваш со себе, нема да се согласуваш ни со другите. Исус рече, сакај го ближниот како себе си. Не можеш да ги сакаш другите ако прво не се сакаш себе си. Најдоброто што можеш да го направиш за твоето семејство, за твоите пријатели е да бидеш добар кон себе, позитивен кон себе, да бидеш милостив кон себе. Опростувај си себе си. Штом си добар кон другите, зошто не би бил добар со себе? Ако не го критикуваш пријателот, зошто тогаш да бидеш толку суров кон себе? Том му даваш пофалби на колегата, зошто не си дадеш комплименти на себе? Штом се восхитуваш на талентот на другиот, зошто не би се восхитувал на собствениот талент? Биди добар со себе, биди добар кон себе. Тоа не е себичност или ароганција, туку тоа е да се сакаш себе си. Многу луѓе го поминуваат животот работејќи против себе, заговарајќи се себе си, чувствувајќи се погрешно внатре во себе. Дали ти самиот си непријател? Дали се ограничуваш, се омаловажуваш, си ги саботираш односите со другите, бидејќи не се сакаш себе си? Имаш доволно луѓе околности што се против тебе. Не биди ти против себе. Кога се будиш наутро, не го започнувај денот со мислењето дека со тебе се е погрешно. Со она што не ти се допаѓа кај себе, кај истите прашања, зошто не го направив она? Требаше да сторам поинаку и слично. Наместо да се фокусираш на она што не е добро кај тебе,
Фокусирај се на оно што е добро. Да, може би имаш слабости, си направил грешки. Сите сме направиле. Но има повеќе добро и исправно во тебе отколку погрешно. Фокусирањето на негативното не ти помага да бидеш подобра верзија. Мачењето за тоа што не си успел, не си направил како што треба, не те носи напред, туку напротив, те уназадува. Колку подобро се чувствуваш, толку подобар ќе бидеш, подобро ќе правиш, подалеку ќе стигнеш. Не можеш да дадеш нешто што немаш. Ако се критикуваш постојано, доколку постојано не си задоволен со тоа што си, ако постојано се казнуваш за она што си сторил или не, тоа ќе го даваш. Осуда, критика, незадоволство. Ако си суров кон себе си, ќе бидеш суров и кон другите. Ако не си простиш, нема да им простиш и на другите. Ако не се согласуваш со себе, нема да се согласуваш ни со другите. Како би се согласувал со семејството, со пријателите? Најдоброто нешто што можеш да го направиш е да бидеш на твоја страна, да се сакаш себе си. Ако се сакаш себе си, ќе ги сакаш и другите. Ако бидеш љубезен кон себе, ќе бидеш љубезен и кон другите. Се започнува од тебе. Ќе речеш, ама штом ќе бидам подисциплиниран, тогаш ќе се сакам себе си. Штом бидам поуспешен во оваа област, тогаш ќе се сакам себе си. Доколку чекаш да бидеш совршен и да се чувствуваш вреден, достоен, за да започнеш да се сакаш себе си, тогаш ќе треба да чекаш цел живот. Она што треба да го направиш е да се прифатиш себе си додека си во процес на трансформација, промена. Небесниот татко знае дека ќе погрешиш. Тој те направи. Тој не е изненаден од твоите грешки, падови, обиди. Тој не сака ти да се мачиш и фрустрираш во процесот на осознавање на вистината за она што си и она што не треба да бидеш. Ова важи за секого. Секој од нас има област во која треба да се подобри. Тој сака ти да зависиш од него, од неговата помош, мудрост, совет. Како татко, тој те менува од слава во слава. Научи да уживаш во славата во која си сега. Може би не си на местото кое го посакуваш, но не си ниту на местото каде што беше. Се менуваш кон подобро. Наместо да гледаш до каде треба да стигнеш, ти погледни назад и види до каде си стигнал и заблагодари му се на Бога што си стигнал до тука, што те довел до тоа ниво. За ова потребна е зрела личност за да рече: одлично е тоа што сум тука, на оваа положба додека сум на патот кон целта. All those pieces you try to sweep under the rug, 'cause you were ashamed of your broken mess. Come bring it to me. Come bring it to me. 'Cause I saw you in your hiding, and I'm calling you out. Come bring it to me. Come bring it to me. 'Cause there's nothing I'm ashamed of. All I see when I see you is my son. I see absolute perfection inside of you. So bring it to me, bring it to me. Everything you try to sweep under the rug, come bring it to me. Come bring it to me. Ooh. I hear him say, I'm not like your family. I'm not ashamed of your mess. Come and bring it to me. Cause there's absolutely nothing that you've done that I can't fix for you. Just come and cry out to me. Come and bring it to me. Oh, I'm not
afraid of the mess you've made. I'm not afraid of anything you've done. Just come and bring it to me tonight. I'm restoring your heart. I'm restoring your well-being. I'm restoring your mind. I'm restoring your emotions. Just lean in and breathe deep and watch me do it. Come on, watch me do it and lean back. На што се фокусираш? На твоите слабости, на недостатоците или на твоите предности, таленти? Знаеш ли дека си ослободен, дека си ти е простено, дека си уникатно дело, дека си направен по Божјата слика? Животот е краток за човек да оди против себе. Моќно е кога ќе кажеш дека си се допаѓаш онаков како што си, кога се сакаш себе си. Господ Бог те сака онаков каков што си и не очекува да бидеш одеднаш совршен. Тој те прифаќа и сака ти сам да се прифатиш онаков каков што си. На таков начин, побрзо и полесно ќе се усовршуваш и за побрзо време ќе иташ кон совршеноста. Тој знае дека ти си на патување. Тој не те осудува и казнува во процесот на преобразба. Тој сака да ја прифатиш неговата љубов, неговата помош, неговото друштво, неговите благослови. А ти, дали ќе ги прифатиш? Не дозволувај негативноста да го зафати поголемиот дел од твоето битисување. Не можеш да станеш она за што си креиран доколку си негативен кон себе. Да, има негативни сили кои максимално се обидуваат да те спречат, но прашањето е дали ти си непријател на самиот себе. Околностите можеби ќе бидат против тебе, луѓето ќе бидат против тебе и сето тоа можеш да го надминеш. Но дали можеш да се надминеш себе си доколку си во улога на непријател? Небесниот татко не направи сите различни, со различен темперамент, карактер, таленти и понекогаш проблемот е што се обидуваме да бидеме некој друг, како некој друг. Мораш да се прифатиш онаков каков што те создал твојот небесен татко. Се познаваш ли кој си? Што треба да правиш? Која е твојата мисија? Го слушаш ли Господовиот глас кој ти кажува што да правиш? Кон кој правец да се движиш? Зашто си талентиран? Каде припаѓаш? Дали си обкружен со вистинските луѓе? Чие одобрување бараш? На кој се надеваш? На луѓето или на твојот небесен татко? Кога се споредуваш со другите, ти се чувствуваш неквалификуван, поразен, неспособен, уназаден. Се обидуваш да се подобриш во области во кои некој друг треба да се подобрува, не ти. Што треба да се знае? Треба да се знае дека Бог тебе ти го дал она што ти треба. Потребните дарови, таленти, знаење, за да бидеш она за што си креиран да бидеш, да ја исполниш твојата судбина. Како што пишува во Божиот збор, те прославувам затоа што сум чудесно создаден, прекрасни се твоите дела, и душата моја тоа добро го знае. Ако требаше да бидеш поразличен, сигурно дека ќе ти дадеше поинаква комбинација на карактеристики. Престани да се споредуваш и трче ја твојата трка. Непријателот, ѓаволот, со задоволство ќе те гледа како поминуваш во животот, обидувајќи се да бидеш некој друг. Се само да не исполниш твојата цел, да не бидеш она што Бог те создал да бидеш.
Тој сака да го избрише твојот идентитет. Сака да ти стави сомнеш за твојата вредност, за твојот изглед, за твоето постоење. Сака да го сврти твоето внимание кон се останато, само не на она што го сака Бог за тебе. Туку, одлучи и биди ти. Брави ги работите што можеш само ти. Уживај во се она што си ти. Тебе ти е дадено посебно помазание, благонаклоност, посебен благослов. Дадени ти се ангели да стражарат само за тебе. Како би го активирал благословот ако се обидуваш да бидеш некој друг? Што би постигнал доколку секогаш би се чувствувал погрешно? Дека работите тебе не ти одат. Зошто да живееш со чувство на недоволност, неисполнетост, негативност, кога можеш да донесеш одлука и да се сакаш себе си? Љубовта привлекува љубов. Зошто би се критикувал? Критикувајќи се себе си, знаеш ли дека го критикуваш твојот Создател? Зарем тој направил толкава грешка што те создал? Верувај, тој не прави грешки. Биди благодарен на се она што Бог го направил, го прави и ќе го прави за тебе. На тој начин ќе порасне верата и ќе гледаш со Божјо светло. Научи да си простиш за направените грешки. Не паѓај во стапицата на ѓаволот слушајќи ги неговите лаги за тоа колку си грешен, безвреден, дека за тебе нема успех, нема излез, дека никогаш нема да бидеш подобар, среќен, исполнет, благословен и така натаму. Сета таа вина ја презеде Исус Христос. Преброди го тоа што те мачи и продолжи го животот со нова и свежа енергија. Бидејќи Божјиот збор гласи: нема осудување за оние кои се во Исуса Христа. Старото помина и ете, сега се е ново. Биди позитивен кон себе. Повтори го следново на глас. Јас сум благословен, просперитетен, ослободен, опростено ми е. Јас сум здрав, целосен, талентиран, креативен, имам самодоверба, сигурен, дисциплиниран, фокусиран, подготвен, квалификуван, мотивиран, вреднуван, слободен, одлучен, обезбеден, поттикнат, помазан, прифатен и одобрен. Не сум просечен, јас сум дете на семојкиниот Бог. Ќе бидам се она за што сум создаден, во мојкиното име на Господ Исус Христос. Поздрав до следното слушање. Ја следевте емисијата Елиезер, автор и водител Елена Ѓуѓиевска-Костадиновиќ, во соработка со Господ Исус Христос и Господ Свети Дух. Елиезер.